Моето патешествие низ многобројните предели и региони во Македонија ме донесе во Охридската котлина, во Охридското бисерно крайбрежје, но не да ги посетам големите туристички места, големиот туризам, туку онај алтернативниот, малиот туризам, да ги посетам помалку познатите туристички места во Охридскиот регион, кои меѓу туристичкиот аудиториум не само надвор од мојава татковина Македонија, туку и во Македонија не и се многу познати, иако и тие имаат многу нешта да им понудат како на странските, а богами на нашите туристи. Едно од многуте населени места околу Охридската ривиера, оддалечени од Охрид само неколку километри, е Охридското село Плаќе. Наминав и во ова убаво Охридско село да се видам со мештаните, да го видам селото Плаќе, да се запознам со дел неговото минато, сегашност, а богами и иднина. Моментално се наоѓаме во атарот на село Речица, а овде покрај мене што течите Плаќенската река. Од Речица до селото Плаќе, како што кажав, имаме 4 километри, од кои 2 километри не се асфалтен пат. Ете како што се вели, дојде и тој ден. Дојдов и во селото Плаќе. Денот беше убав, сончев, не многу жежов, токму за патување, како што вели народот, таман човек ем да патува, ем да не осети дека е уморен, ем да им се препушти на колоритната убавина, која природата му е дарила и на овој крај, на селото Плаќе, распослано во северниот дел на Охридската котлина, во пазувите на јужните огранки на Плаќенска планина, на околу 1400 метри надморска височина, што ја дели Охридската од Демихисарската котлина на 25 км северно од Охрид и на само 6 км од оригиналниот пат Ресен Охрид. Иако во основа селото Плаќе има полиоделско-шумарска функција, денес повеќе личи на приградска населба, а нема да погрешам ако додадам дека Плаќе може да го носи и епитетот на туристичка населба, да, туристичка населба која на потенцијалните туристи има да им понуди многу нешта кои ги немаат туристичките населби во Охридско, од така наречениот масовен туризам, а дел од тие многу туристички нешта ќе се обидам, драги мои, и вам да ви откријам заедно со моите домаќини од селото Плаќе. Селово наше, а на времето до 70 година имаше околу 80 куќи. Имаше и 470 жители, имаше и училиште, во училиште уче околу 70 деца. Кои му се соседни села на село Плаќе? На село Плаќе му се соседни свиништа од ова страна, долу Речица кај има Валајци, од другава страна селото Брежание, од преку планинава се Демихисарско фаќа, таму има појќе села. Луѓето овдека што живеа? Во минатото претежно живеа од стока, со стока се бавеа. Имаше секоја куќа, имаше по 2-3 говеда, имаше којни, и сите има овци од 30 па нагоре, булуки, големи овци, а и се бавеше селово со трговија, работеа ќумот се правише од планинава и носија и за Битола носија, за Охрид го снабдува овие, напред имаше ковачи, многу се трошеше и така.
Побаца да ми кажеш, која му е летната слава на село Плаќе? Летна слава поголема е Илигден. Тој е како државни и верски празник. На Илигден овде се збират преку 500 души. Слава е и црквава. Се прави овде голема прослава, кај што е овде имат музика и црквава обезбедува ручек за сите дојдени што ќе бидат од село. Има по цело манастирче, го градевне 2000 година. Донатор беше Смиле Ѓорѓиевски, а ја бе во тој иницијативен одбор и исто така учествува во градбата. Има ли овде каде ова село што се иселени во Австралија, Канада, Америка? Па Америка имат можда уште од 37 година уселени, а од 60 година има доста во Австралија, Америка, Канада имат, а во последно време и во Германија имат голем број. За населеното место Плаќе има многу пишени документи, материјални податоци, археолошки локалитети, устни преданија, легенди и митови. За населеното место Плаќе, материјалните пишаните документи, устните преданија, легендите и митовите датираат речиси од кога настанало човештвото. Каде и да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја. Селото Плаќе од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, односно на целиот свој селски атар од сите типолошки варијанти со византијска естетика, почнувајќи од ранохристијански период па се до денес. Од историските извори дознаваме дека уште во ранохристијанскиот период селото во црковен поглед било добро организирано. Тоа припаѓало на Јустинијана Прима, а за тоа говори и легендата која вели дека токму од Плакенска планина, од истоимениот, а воедно и највисок врв Плаќе, кој високо во небеските синила се издига на околу 2000 метри надморска височина, веднаш над селото императорот на Источното Римско царство Јустинијан I се искачил и одовде кога ги забележал бистрите езерски води на Охридското езеро, од восхит извикал Охрид, Охрид. Овде имам направено неколку експонати што старите луѓе се служеле, а децава млади што не виделе не знаат. Овде е рало, се орало со рало. После тоа се орало со плуг. Ево, после тоа направен е плуг во мала форма. Кој ќе се изорало, после ова е брана, со брана се влачило по нивите. А еве овде имат, ние викаме, ова черепна, се печело леп, ево е шат, се покриват со тоа, а исте сама да пористиват да постои. После тоа се служиле еве со бутин за матење на мас. Мас се правило со ова. А во качинава се збирало сирење, зелка за возима, газ за возима. А еве и овде имаме разбој кој на ове ткаеле жените јамболи за облека, за нешта правили исто така. А овде ева има кој Никола оделе на бачило, носеле со товар го носеле млекото, сирењето. А во ова коблица се мозело онија млекото, овде се ставало сирењето. Па еве понатаму имаме овде воденица, се мерело житото. И после тоа ево ова е лелејка, лулуш, како сега децава мали кога се роделе, во вакво и ставале да спијат. А овде ево имат исто мало. Ова е, кај нас го вика тезгере, носеле ѓубре на нива, го растуреле со ова. Ево, ова е вила за сено спирење. Ова е на ваква фурка, пределе жените.
до Мариово филм, што дојдете, што посетивте нашево село Плаќе. Голема благодарност до тебе, Зоран. Иначе, селово Плаќе, од стариве, како што кажуват, постоеле големи куќи како Палајке. И така останало име во село Плаќе. Иначе, некоја легенда така посебна за селово немат колку што знам јас. Од стариве луѓе немам разбрано. Ние во селово Плаќе сме околу, што се дружиме околу 50 на млади, ама околу 20 до 25 души сме што редовно го посетвиме селово. Иначе јас живеам во Охрид, оженет сум, имам 2 деца, Филип и Виктор, и претежно сум преку цела недела овде во селово Плаќе. Ова село ме влечи многу, што прво ми е дедојна, народски кажано. Имам куќа тука во селово Плаќе, ме влечи природава. Друштвото ми е такво, сите се движиме по природава. Имаме пчели тука во селово и малку подработвам земјоделие во селово. Јас во ова село, да бидеме реални, јас не произведувам многу. Произведувам колку за себе, за куќата што викаме народски. Произведувам малку компир, малку зелка. Еве прв пат за почеток почнав грав да садам, да видиме како ќе биде, дали имам што викаме бериќе трака. Прас успеват овде, кромит, лукот добро успеват. Нови куќи имаме овде, мислам околу 40, ако не се лажам, викендици. Претежно овде се викендаши луѓе. Преку цела година што седат овде нема. Има неколку фамилии што седат дури падни до снегот, да речеме некаде до Свети Ѓорѓија зимен до крај декември месец, до Нова година, со стокава што се, и затоа што паѓето овде големи снегови не може да обстојат со стокава, си одат долу. Иначе преку лето овдека околу 30 викендици се нон-стоп полни со луѓе. Кога ќе дојдеш овде во селото, ти се радува ли душата? Па Зора, да ти кажам право, чим поминам од Речица нагоре како друг човек. Мојава порака не до мојата генерација, до помладиве, повелете да дојдете во селово Плаќе во природна убавина. Селото Плаќе ги имат отворено вратите за секој добронамерен човек што ќе дојде. Јас сум Драган Ѓорѓиевски, роден во село Плаќе, овде токму на ово место каде што живеам. Еве, овде ке се наоѓаме во твоето родно место, во твојот роден двор, рече дека овде ке си роден, но меѓутоа овде ке еве сега покрај твојата нова куќа имаш изградено и еден објект каде што гледаме, така ја да ги наречам старински артефакти. Мотивацијата се дојде како идеја на мене и на селаните да изградиме едно место каде што ќе се собериме и ќе ги приложиме старите алатки, работи, оние што се нашле во времето да не бидат зафрлени. Па, може би има 4 години, 5, откако почнав да се собирам материјал, камен по камен плоча, трвцина, таква работа, за да можеме да го комплетираме оно колку што можеме. Ајде што да ми кажеш, кои се овдека предмети може да ми наполиш и кои се предмети може секој добронамерник да дојде и да ги види? Може секој човек што ќе посака да дојде да види, ние накнадно тоа ќе утврдиме термини за таа работа, алатки разни со кои се почнало животот во селово да се обработува земјата, но што се печело, како се обстојувало, како се стварал лебот тука, све е тука во мало собрано овој простор. Почнувајќи од ругузината која што се постигала луѓето да одморат, да ноќеваат, па до огништето, па може да кажам и со онај дел од кој што не би можел да се замислат свадбите и канапските и раунот и веридбите без картата, јас така да ја наречам накитена со пари, накитена, наполнета со вино, каде што се канел кумот, старосватот, деверот, сите роднини пријатели, не само во селото, во Плаќе, туку сите и соседни села. Сега би рекол уште една дума, уште збор, ги поканувам сите добронамерници или странци или било кој да посетат доколку што му дозволуваат условите да дојдат, а овде ќе бидат пречекани, добро дојдени, без никакви надокнади, без никакви средства.
Исто така, овде ќе му понудиме, да не бидат луѓето гладни така, речено, традиционалните јадења кои што пред 50-60 години сум ги запамтил јас и мојата сопруга и останалите жени во селово, да направат такви јадења, домашни, селски, што ќе задоволат сите вкусови на гостите кои што ќе дојдат. Исто така ние ќе му понудиме на гостите од останалите селани кои што произведуваат млечни производи, разни специјалитети, кисело млеко, таратури, сирење, овчо, прочуено, еколошки чисто, така да ќе понудиме и пијачка покрај водата, ќе понудиме и со други пијалоци према вкусовите, ќе се најде нешто така, да речеме, да и почастиме добронамерниците гостите. Тоа е една убава македонска песна. Не една, повеќе песни ќе испееме и ќе засвириме со гајда, ќе обновиме старите песни, покрај старите предмети и обичаи, да се врати тоа на старото, едноставно човекот да се отпушти тука, да заборави на маките, на проблемите, на секојдневните проблеми кои што ги сносиме сите граѓани. Плаќе, посадивме нешто компир, па дојдовме денес да го извадиме. Али овај компир е природно, не е ни прскан, не е ни ваден. Се од Господа како што е надарено. Колку имаше насадено компир ова година? Ова година насадив негде околу 100 кила семенски. Па мислим негде да најме околу 2 тона кромпир. Така, и ова сето ќе го носиш на пазар, така? Ова сето се носи на пазар и имаме муштери кои редовно купуваат. Прво нив да ги обезбедиме, па после другото за на пазар. Од кое семејство си одека од селово? Од семејството Ѓорѓиевци. Одека колку имаш овој твој имот што се вели вака? Па имаме поќе, ние сме 5 браќи, споделен имотот на сите подеднакво и секој работаме кој колку што можеме. Освен компир, друго што работиш на земјата што имаш? Нешто и за зелка, кроми. Ова е еколошки компир од селото Плајке. Повелете да го Од грачето Рудо, од Босна, Српска република, па ме украде овај на 16 години, па ме донесе овде, па му родив 3 деца, па женати, па мажени, 5 внуци имам, па си живееме убо. И куќа во Охрид имаме, и овде кај на викендица, и убо си живееме. Рече дека имаш 5 внучина, така? Да. Ајде ни кажеш по име и презиме како се викаат. Даниел, Тамара, Виктор, Филип и Андреј. Кои ти се најмили? Да, тука немаат. Не може да ги делат децата. Не. Те слушали домаќино?
па некој пат слуша, некој пат оглуби. Куда шоп? Углавно, го туркаме животот. Што поработуваш овдека вака сега? Ништо, јас сум пензионер. Така? И тој е пензионер, ние се уживаме на селски туризам. Цело време сте овдека додека убаво времето? И одиме и се враќаме. До село, до града се искапиме и да дојдеме, немаме вода. Овдека кои ти се комши кои ќе дојдиш во село овака да се викаат? Аби Васил, Нове, Стојан, одам да има други деца од Ресен. Ова да те прашам, кога се седате до мајчинот, принудите донесе во селово или во Охрид? Во Охрид не донесе 6 месеци после овде, 71 година сум жена. Така. Сите дечиња се овде израснати? Не, ни едно. Долу в град ми се растени. Што ги влече да доаѓа во село? Еве да речеме твојот син Марко, што го влече да дојде во село овде? Го сака. Си била ли во твоето родно место? Да. Во Рудо, каде што е историско место во Да, сега е многу овие избеглици се населени, сега не се знае, тамо е каша попара. Ајде една порака вака една, дали е убаво човек да живее на село, ама да ја потекло од град? Слушај, поарно е да си побогат во село, посиромашен в град. Зашто ако имаш во село сток, ти си домаќин, а во градо ноќна една паштета, па то не е работа. Да се ми здрава и жива, да ти е жив домаќинот, да ти се здрави и живи и снаите, и синовите, ама најмногу внучината. Да се здрави живити. Добре ни дошол и друг пат. Па во селото Плајке треба патот да се донаправи и водовод немаме во селото. Како се снабдувате со намирници овдека? Продавници немате, така? Немаме, секој понеделник одиме да пазариме во Охрид. И одите еден, носите намирници за сите, така? Да. Ти иначе како млад човек, што поработуваш овдека во село? Па држиме овци, околу 800 овци имаме. 800 овци за да се тие средства што ги се работи. Планираш ли да го зголеми стадото? Да, ќе одиме нагоре, да. Машала, родила при ова, Дал Господ, ова е нива без мотика, работана све со рака, само вака. Не ваѓаме кромпир никогаш со ова насуво е, го нема ни едно село во Охридска околија, па можда и во Македонија. Значи, не сака ни вадење, Ништо. ни прскање. Како се посадува, се напрашува, се нагрлува и го чекаме за вадење. Таму имаме и гравче, имаме и патлижани, имаме и прав, имаме и овошки. Што можеме в село, то работиме. Ние пензионерите, старите сега младиве, видите како изгледа. Онај човекот си мајте го. Да знае дека не пред само водата, прајти природата. Абе, стори, но го излегват? А? Ви, гледај.
Еве овде ке се наоѓаме во Бавчево, јас да наречам, во Никчево твое овде, Да. со компири. И верувај ми, чудоневиден сум и пријатно сум изненаден, со рака да ја собереш летирата компирите и толку убави компири кои што се налик еден на друг. Јас сум Смилја Ѓорѓиевски, роден во село Плаче, 1949 година. Детството беше малце тешко, бевме сиромаси луѓе, купивме вака нивчиња тие што се иселија пред време и така отидов на училиште во економско. Поради сиромаштијата не можеше родител да ме издржи и ме прати да чувам стока. По чувањето на стоката ми дојде на памет дека можда ќе смени времето, можда не ќе има давам на луѓево, мене ми отпојче, не можам сам да го работам, му го давам и на луѓево, нека работат, нека произведуваат, нека јадат, нека се хранат децата. Нема потреба од завидливост на луѓево. А јас сум таков човек и велам, кој сака, кој работи, кој сака Македонија, нека му даде Господ, нему, а ќе имам јас. Нека не биде жива и вечна Македонија, и треба малце да излеземе од криза, да има секој, не некој да има многу, а некој да нема ништо. Мештаните од селото Плаќе ми раскажаа многу други приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични среќавања, различни по време и простор. А вам, драги мои, дел од тие приказни ќе ви доловам во наредната документарна емисија за селото Плаќе.